уште едно издание на нашиот подкаст Simple Life. Се занимаваме секогаш со интересни теми од животот, а една од тие доста интересни теми е секако изнајмување на станови и купување на станови, односно имот на Малта. Оваа тема е доста актуелна помеѓу луѓето што живеат овде на Малта, но и за сите оние кои доправа би требало да дојдат на овој остров. А со мене е еден професионалец во оваа област, тоа е Димитри. Здраво, тој е агент кој неколку години се занимава со недвижности на Малта. И кажи ми како ти се определи за оваа професија воопшто? Право да кажам, фала на покана. Тоа почна пред некои 3-3,5 години кога решив да ја променам тогашната професија, се уште работев како шанкер во хотел, но сакав таа промена да биде во некоја друга индустрија, да биде нешто поразлично од тоа што го работев тогаш, али мораше да биде како втора работа во тоа време. Случајно дојде на идеја real estate, мислам, ја бев запознаат со индустријата, знаев луѓе околу мене што више работа таа работа, ја видеа што кружат секогаш по Facebook, по Instagram се актуелни на тема real estate. Така, случајно на Facebook ми излезе пост, тражиме real агенти за изнајмување на станови. Игра на случајност, девојката што го објави постот ми беше бевме поранешни колеги, имавме работено во еден ресторант, па така, познавајќи се малку и полесно влегов во тоа. Првата година ми беше фокусирана ми беше само како part-time работа. За после некои 8-9 месеци решив комплетно да се фокусирам на full-time агент, да се фокусирам на real estate. За подоцна од изнајмување на станови да преминам и во продажба, да ја денес работам продажба на станови, некои 3,5 години. Мислам дека донесов правата одлука во тоа време. Ова професија бара доста време, посветеност и динамика, динамична професија, особено е интересно за луѓе кои имаат таков карактер, и за да се одржат. И кажи ми, кои квалификации и сертификати се потребни? Дали треба да се помине некој курс пред да се почне со работа како агент? Кои способности не се потребни никакви претходни знаења или познавање во таа индустрија, едноставно битна е желбата и познавањето на англиски јазик и да имате добра комуникација. Сите останати тренинзи, сертификати и целата обука ја дава самата агенција каде што се одлучите да работите. За подоцна идат и тие real estate лиценци што се неопходни, ретко кој ги зима, но ако сакате да се занимавате на малку посериозно ниво, ви се потребни. Али во главном самите агенции ги нудат обуките кои се потребни за работа како real estate агент. И кои способности се потребни за агент? Добра комуникација, желба, треба да сте спремни на тој динамичен живот, пошто често има ситуации каде што клиент сака одмам да излезе да го види станот или треба некои работи да се одвиваат сега и одмам, така да... Значи, само може да отидеме во некоја агенција да прашаме, може ли... Апсолутно. Секој би добил можност да работи како real estate агент, не секој останува, но не се потребни никој. Пожелно е да имате возачка дозвола, да имате превозно средство, но не е неопходно. На моите почетоци ја немав. Мислам, имав возачка дозвола, нема возило на Малта, но самата желба да ја работам работата и како се одвиваше беше доволно да продолжам понатаму за покусно. Имам и своје возило. Да, евен, доста често се соочуваме со огласи тражејќи стан на Marketplace или во реалноста одеме да гледаме стан, доста често непрофесионален однос од агентите. Како да распознаваме добар агент од полупрофесионален или да кажем може некојаш во некој случај и лажен агент? Има доста скамери сега на Facebook каде што нудат станови, а воопшто не се ни реални тие станови. Значи, како тоа да го препознаваме? Ќе почнам со тоа, со скемерите, да се задржаме на нив. Ако таа агент избегнува било каков контакт, дали тоа телефонски разговор или тоа е некој видео кол или митинг со вас, одма знаете дека е скемер. Ниеден агент би избегнал што сака да ви изрента стан или да затвори дел, би избегнал директен контакт со вас. Напротив, тој би инсистирал на тој контакт. Ако одете да гледате стан, тоа се пример случува кога луѓе сте се уште во странство, треба да дојдат во Малта и многу јасно ќе тражи стан уште во нивната држава, што ми се случувало безброј пати.
Ето, по тоа знам и кога мене контактирале луѓе за некој стан, што не се во Малта, били сплашени на почетокот, но тука увек секогаш има праќање на лична карта или праќање на бизнис карта, секогаш помагало. Ако луѓе видат дека вашето име стои на бизнис карта, имате лична карта издадена од Малта и се јавите на видео кол, мислам, доволни причини за да луѓето ви веруваат. Ако еден агент го избегнува секој тој контакт со вас или избегнува праќање на некои лични податоци или директен разговор, ја мислам дека е доволен показател дека се работи за некој скемер. Да, мислам само комуникација преку пораки. Да, не самата комуникација преку пораки е доволно дека Да. ако избегнува директен контакт. Кажи ми како се движат сега моментално цените за изнајмување на станови на Малта. Чувствувам како да има некоја стагнација во цените. Не е како минатото лето каде што имаше навистина драстичен качување на цените за станови секаде во сите региони и као изедначување во сите региони. Имаме блага стагнација, сега како се движат цените? Мислам дека последните 2 години бевме сведоци на енормно растење на цените, што го осетија сите, па и јас како агент имав проблем одредено време да им објаснам на луѓето дека тие цени што ги тражат, што биле на маркетот пред 3, 4, 5 години, дека едноставно више не постојат. Али тоа се случи, мислам дека по короната многу луѓе нагло дојдоа, секој еден инвеститор во тој, секој еден газда. Да не се лажиме утре и вие и јас, ако бидеме газда, ако можете да земете 1200, вие нема да земете 1200. Не станува тука збор за алчност, него едноставно самите газди видат дека може да се наплатат повише. И како се формираат цените? Како се формираат воопшто цените? Има ли некоја категоризација на станови? По некои критериуми, дали се гледа станот, дали се оценува, дали се проценува неговата вредност, па се дава некоја цена за тај стан, дека тај стан толку вреди? Или самите газди имаат како слободна волја си ставаат рандом цени? Да, кога збориме за цени за изнајмување на станови, мислам дека нема некоја регулатива што ги определува цените, самите газди имаат слободен говор кога е прашање цената. Едноставно, они се тие кои сами си ја диктираат цената, не постои некоја владина станова или некој департмент владин, кој што би влијал на цената. Не знам дали тоа може во Малта да се воведе ред на тоа, пошто имаме многу разлика во зависност од регионите, па така и цената се диктира. Еден стан може во еден регион или во еден град да изнесува 1000 евра месечна кирија, а во друг град да изнесува сосема, па и дупло од тоа, до 2000 евра. Значи, ја мислам дека тука станува збор повише за регионот али сепак ја мислам дека ако се направи добар ефорт, така кажано, дека мислам дека може да се стави некоја контрола врз цената на становите. Сега дали тоа е можно у скоро време, останува да видиме. Значи, ако има побарувачка на станови, станот секако ќе биде изрентан. Да, апсолутно. Не се случило, да знам, по последните години да стан стои долго време на маркетот. Без разлика дали станува збор за нов, стар, ефтин, скап, ја мислам дека секогаш се е изрентано во Малта. Некогаш и во саати, мислам, или не зборам ни за денови, во саати. Да. Некогаш е во денови, али главно се саати во питање. Да, и кои региони се така со поразумни цени, да кажем, на Малта, кои се поприфатливи цени, а каде што кои региони веќе знаеме ние што живееме тука, дека Слиема, Сент Џулијанс, централното градско подрачје е многу. Ја што ви кажа, региони за одбегнување, не за одбегнување, да. Да, има подобри места за живење. Да, и може ли ваша препорака? Па дефинитивно би издвоил Буџиба, иако и она со цените последните година две отиде на доста горе, пошто е најатрактивен град или регион за нашите луѓе, за луѓето што доаѓаат од Балканот. Али би го издвоил Сан Жуан, кај што и сам живеам, иако е доста централно, мислам дека е малку покоректен со кога се опрашање цените. Тука би додал Бикиркара, мислам дека се цените доста коректни таму, иако сепак се случуваме со високи цени на глобално ниво низ цела Малта, али мислам дека тие региони се така подобри. Сега луѓето што тоа би било малку проблем поради патувањето и поради нивната работа, али дефинитивно северните и јужните делови на Малта имат најдобри цени, докато
издоја Мелиха, Марсаскала на југот, Бирзе Буџа на југот исто. Мислам дека они се покоректни со цените. Сега друг е проблемот со тие места, тај транспорт и тај трафик што го имаме тука. Да. Едноставно ги отежнува. Токму така. Подобро е секогаш да се гледа работното место. Да има некој баланс спрема цените и спрема патувањето до работа. Така, точно. Не е коректно и да губите сат и пол, два до вашата работа и сат и пол, два назад. Тоа се 3-4 сати од денот изгубени во транспорт. Кажи ми, која е улогата на House Authorities на пазарот на недвижности на Малта? Постојано се споменува и мора да има регистрација на договорот и на станарите при изнајмување на стан во House Authorities. Зошто ова институција е толку многу важна и зошто треба да се регистрираме во House Authorities? Така, Housing Authority е владин департмент, владина установа, каде што она ги контролира сите договори што се направени помеѓу газдите и луѓето што живеат во становите, помеѓу газдите и тенантот. Таа владина установа е исто тука да им помогне како на газдите, така и на луѓето кои ги изнајмуваат тие станови. Доколку имате проблеми, било како недоразбирање со газдата или некоректни однесувања од газдата према вас или обратно од према луѓето кои што живеат према газдата, едноставно таа установа е тука да им помогне да го решат тај проблем или ако има некои прекумерни доваѓања на газдата, притисок, некоректни однесувања, треба да се обратите кон таа институција. Зашто тоа газите би го правеле? Па имате секакви луѓе. Тоа не го прават само и газите, тоа го прават и луѓето што ги изнајмуваат тие станови. Било безброј ситуации каде што повише штета виделе газдите него ли луѓето што ги изнајмувале тај стан. Значи тука е обострано. Значи не се само секогаш газдите криви, него се и луѓето што живеат поради нивните некоректни однесувања. Често се случува газдите да затекнат оштетени станови, да не кажам демолирани, неплатени кири, неплатени сметки, затекнуваат повише луѓе него ли пријавени на договор. Луѓето мора да бидат свесни дека ако тоа дојде до Housing Authority, они излезат на терен и затекнат луѓе што се нерегистрирани на таа адреса, а живеат таму, значи тоа е проблем за газдата и газдата мора да води мерка. Да, се тоа случувало безброј пати, поготово со луѓето што доаѓаат од истокот. Индија, од Пакистан, да. Често знаат да живеат дупло, петродупло тоа што се пријавени. Значи збориме за луѓе од 10, 12, 15 луѓе што живеат на иста адреса, се пријавени 5-6. Тоа се промени пред неколку месеца, мислам дека што владата донесе закон спрема големината на станот и бројот на спални соби, толку така се и доваѓа до бројка колку луѓе може да живеат во тај стан. Порано тоа го немаше, сега го има, значи збориме за во двособен стан може да живеат максимум 4 особи, во трособен 6 особи, 4-особен 8 особи. И тоа сега мислам дека малку тај проблем ќе се реши, сега како би се одвие сето тоа ќе видиме, да. Мислам дека уште постоечки. Да. Сега ќе се префрлиме малку и за продажба на станови. Оваа тема навистина е доста актуелна, особено помеѓу оние кои сакаат да купат стан на Малта и кои веќе подолго време живеат овде на Малта. Кои се првите чекори што треба купувачот на стан да ги направи пред да направи потрага на станот во кој сакал да го купи? Што треба првично да направи? Така, иако они не ги прават тие чекори, не ги прават тие чекори, често не дојдат директно кај нас, кај агентите, сакаме да го купиме, или конкретно да контактираат за поединечен стан. Но моето прво прашање секогаш исто, дали они биле во банка претходно, пошто многу луѓе не се доволно, да не кажем, едуцирани, не се запознаени со чекорите што ги следат или со нивните трошоци, кои не е само тоа учество на стан или тај депозит што мора да го дадат, него тука има трошоци како такси, услуги на нотари кои што воопште не се ниски и луѓето, таа банка им го нуди таа првична едукација или први чекор им ги дава за купување на стан. Значи, тоа би било прв чекор што ја секогаш ги советувам луѓето да почнат од таа банка, од тој разговор со банка, со некој банкар. Да, и во банка се дава као финансиски план на основа на плати и на живот, на возраст. Спрема вашите години и спрема вашите примања, банката ви одобрува одредена сума која
вие може да ја потрошите купувајќи на стан или сума која ви они одобруваш може да ја земете, да ја добиете. Во зависност од таа сума или во зависност од станот што ќе го одберете, 10% па ќе ги тргнам на страна на процентите, пошто се варијабилни во зависност од која држава доаѓате вашите години, може да покасно ќе збориме за тоа. Ви ги објаснува и другите цени или вашите даноци на кои подлежите. Исто има државата грандови кои што мислам дека скоро ниеден не важи за нас, за луѓе што не доаѓаме од европска држава, од европска земја. Така да луѓето не знаат дека тоа не опфаќа нас. Тука се случува грешка, има били ситуации каде што луѓето рачунаат дека нема да платат данок, а уствари мора да го платат тај данок, кој што уопште не е мал, збориме за 5% од вредноста на станот. Сега ако ова е за луѓе кои доаѓаат кои не се членки на Европска унија. Така. За нас, ајде ќе кажем балканците, пошто наши луѓе гледаат тоа. Да, за нас балканците тој ским не важи. Сега не знам каква е нивната ситуација, секој си има различен статус во Малта, дали тоа се мешани бракови или се луѓе што стекнале малтешки пасош или стекнале тој permanent residence, која е long term residence. Па така, на основа на тоа што ја не им давам конкретни информации дали они подлежат на сите тие грантови или може да ги добијат или не. Мој совет им е секогаш да се обратат кон Housing Authority покрај сите претходни работи што ги споменавме за Housing Authority. Ова е една исто нивните надлежности, тие грантови, тие одат исто преку Housing Authority. И да се обратат таму за да добијат конкретни информации, дали они може да добијат некој грант или не. Истото се случува и кога ме прашаат за тај финансиски дел или таа структура на кредит. Секогаш е истиот одговор да се обратат кон банка, сепак ние не сме банка, ние не ги даваме кредитите, не ги знаеме нивните банковни можности, финанси, нивниот статус, така да си има одредени департаменти каде што ги пренасочуваме клиентите. По зависност од еве да направиме еден пример, како на пример за станот од некоја сума, на пример 200.000 евра или 220.000 евра, како би изгледале оние трошоци кои не влегуваат во оно учество од 10 или 20% за стан депозит што се дава. Значи, кои се тие други трошоци? Колку пари, на пример, треба нотарски трошоци да се покрие, данокот колку би изнесувал, значи некоја груба математика, да кажем. Така, груба математика. Да. Ајде да почнеме од тоа учество за станот. Тоа зависи од колку, ајде ќе земам пример наши луѓе. Ако доаѓате од Македонија, Србија или од било која балканска земја, ако немате европски пасош, тоа учество оде спасе до некои 20, 25 и 30%, али сепак може да доде доле и до 10%, во зависност од тоа колку години имате проведено на Малта, колку се вашите години. Мислам дека моментално тие луѓе што сакаат да купат стан, им дадаме една насока да се обратат во APS. APS банка нуди најдобри услови моментално за нашите луѓе за добивање на тој кредит, пошто ако имате повеќе од 5, мислам дека беше 5 години, константен престој на Малта, вие можете да добиете услови исто како и другите европски граѓани за 10% учество. Покрај тоа тука се даноците кои спомнав пред малку, кои изнесуваат 5% од вредноста на станот. Исто така си нотарските трошкови кои што варираат во зависност од колку работа нотарот треба да направи за целиот тој договор да се деси, колку истражување треба да направи. Си имал некои фиксни тарифи, али рестото е варијабилно, не е фиксно. И колку се движи? Па да ви кажа од 5, 8, 10, 12.000, али ајде од 5 до 10.000 евра се тие нотарски услуги коштаат. Да, и зошто би коштало 10.000 евра? Они си имат фиксни тарифи. Добро. Не, се зависно секој нотар си има фиксна тарифа и на фиксната тарифа и да тој ресерч, они што мора да го направат за да го проверат, да проверат историјата на станот, историјата на продавачот, дали е се легално, дали се сите даноци према државата покриени за тоа земјиште и сега они си имаат нивни работи што ги проверуваат, не сум јас до толку упатен во сето тоа што е нивниот дел на работа, али дадат они зелено светло, така. Кога ќе даде дозвола за тој стан, ти тогаш можеш да го купиш станот. Да, така, значи.
од кога банката ви го одобри кредитот, право се подпишува тој преддоговор или promise of sale, дека што вие се образувате дека ќе го купите тој стан, после се иде на одобрување на тој кредит, на тој succession letter од банката. Тој процес со некои, мислам, 2 месеци дека трае. Секој искуство е различно, некои чекале многу, некои малку, углавном ја мислам дека трае околу 2 месеци. После тоа се започнуваат тие истражувања на нотарот или ресерч што го прави тој. По завршувањето на тој се оди на тој финален договор, каде што вие станувате собственик на тој стан, се префрлуваат остатокот од средствата на продавачот и тука официјално вие станувате собственик на тој стан. И груба математика, за 200.000 евра стан, вие би требало да имате околу 30.000 евра. Па ја би рекол доста повише, ајде, станот кошта 200 и да земеме прави дека вие подлежите на 10% учество, збораме 20.000 евра учество. Тука треба да бидете спремни дека го очекуваат 10.000 евра во даноци за тој стан. Очекуваат уште некои 10.000 евра за нотар. Може да се и помалце, али ајде. Нека биде малце простор да дадеме, тоа се више збореме 40.000 евра. Јас секогаш кажам, мора да се имат уште 10 за било што да се деси. Тој ресерч на нотар може да се одолжи, да се промени, да се продолжи некој рок, да неочекувани трошкови. Во сето ова не спаѓа тоа опремување на станот, збореме ако е нов стан, тука треба да рачунате и дека треба да купите мебел за тој стан, али тоа се индивидуални трошкови, секој не троши исто на тоа, така да ова се некои фиксни трошкови што мора да ги имате упреди. Да, ја ви кажам некаде околу некои 50.000 евра за купување на станот 200.000. И која е твојата улога во продажбата на станот? Ако некој купувач на стан или заинтересиран за стан те ангажира тебе, ти во која е твојата улога? Дали му помагаш при советување, дали овој стан е добар, дали правиш проценка на станот, која е твојата улога? Нашата улога не е како агенти за продажба на станови, не е само да го најдеме идеалниот стан за купувачот, него да му направиме и проверка на тој регион, на таа улица или да не кажам на тој не град, него на таа регија, на тој регион. Кои се идни планови, дали има дали ќе има некои изградби во скоро време. Често се случува ситуација луѓето да купат станови со поглед на море или со погледи, со убави погледи, па за некои 2, 3, 5, 10 години пред нив да излезе нова зграда и така цената автоматски тој стан губи на цена и вие сте во загуба, вие сте го купиле токму со таа намера за да ги имате тие погледи. Тоа е исто наша работа. Во Малта е правило што би го извои, ако некаде има простор или би можело да се изгради, и ако некој ви каже не, рачунајте дека тоа ќе се изгради покасно или порано, сигурно ќе никне нова зграда. Така да тоа е убаво да им се каже на луѓето сега, агентите како агенти секој си, тоа е дел од нивната работа, од начинот на кој што заработуваат, често и лажат, не е тоа тајна, тоа сите го знаат, така да. Али да, мислам дека треба да има некој баланс, не може да лажете за такви ствари, за такви работи. Да, треба да има некој баланс. Интересно прашање е доколку заради некои X причини не успееме да останеме на Малта, сме изгубиле работа или едноставно веќе не сакаме да живееме на Малта, а сме купиле или сме во процес на исплаќање на кредит за стан, што се случува тогаш? Ако веќе не можеме да купиме, да исплаќаме рата за стан, да го платиме кредитот или едноставно не сакаме веќе да живееме на Малта. Во најголем дел од ситуациите, случаевите, ја мислам дека луѓето си ги продаваат становите. Него оставаат кредитот туку така неплатен со месеци. Него ако се решат да ја напуштат државата, го продадат тој стан, го подмират кредитот, ако имат некоја заработка или профит на тоа, едноставно тие пари се за нив. Доколку се случи ситуација да имаме неколку месеци неплатени рати за тој стан, за тој кредит, мислам дека банката покренува судска процедура за презимање на тој стан, за добивање собственост на тој стан, вие го буквално одзема станот и покасно тој стан иде повторно на продажба од страна на банката за преостанатата сума на кредитот. Сега тоа дали точно така изгледа целата процедура, па ќе кажам тоа е прашање за некој што работи таа работа, некој адвокат или некој банкар, али во главно мислам дека е тоа.
ви се одзема станот, банката добива на суд, ви го одзема станот и тој стан иде после на продажба. И еве, Од според страна на твои, банката, да, според твои проценки и општо познато, дали е подобро да изнајмуваме стан или да купиме стан? Дефинитивно да се купи стан, кој е во можност да купи стан, пошто не секој ги има тие финансии и можности да купи стан. За почеток мора да се изнајмува без разлика на какви финансии, какви приходи имате, неопходно да се изнајмува, али после одредено време доколку ги имате тие финансии и можности да купите стан, дефинитивно подобра опција да се купи тој стан. И кажи ми, кои совети би ги дал на сите оние што сакаат да инвестираат на пазарот на недвижности на Малта? Зошто тој е толку многу атрактивен? Па ја мислам дека Малта како островска земја и секоја островска земја е атрактивна за секој инвеститор во real estate. Самото тоа колку странски граѓани живеат и работат овде, сите тие луѓе мора да изнајмуваат станови, значи самото тоа ни нуди голем маркет за изнајмување на long term, исто така и бројот на туристи кои посетуваат Малта, тоа може не изгледа толку голем, но кога земеме во предвид големината на Малта и бројот на туристи колку посетуваат на годишно ниво, сваќаме дека Малта е доста посетена земја за туристите и самото тоа, тој маркет на short letting, или да кажеме Booking и Airbnb е доста актуелен и тука инвеститорите имат многу поголем ретърн на нивните инвестиции, многу полесно и побрзо ги враќаат нивните инвестиции. Така тоа се два главни фактора, ја би ги издвоил за зашто е Малта толку актуелна за Ние како граѓани од третиот свет имаме ли право на инвестициски станови? Не, законски ние немаме право да инвестираме во real estate. Со други зборови имаме право да поседуваме само еден стан. Како граѓани што не доаѓаме од Европската унија не смееме да го рентаме тој стан, него само да го користиме за живење за нас. Ако веќе сме го откупиле станот и се враќаме назад во нашите земји, што се случува со станот? Има начини секогаш за се, али законски тај стан не може да биде регистриран во Housing Authority за rental purposes, за изнајмување. Тој контракт не може да биде регистриран. Пошто се води како ваша постојана адреса на живење. Сега начини увек секој најде начин како тоа да го направи доколку сака. Да го рента. И последното прашање до тебе би било што очекуваш во иднина да се случува на пазарот на недвижности во Малта? Па мислам дека ќе имаме благо забавување на растот на цените. Цените секогаш ќе раснат, ќе раснат. Тоа можеше да се види последните неколку години. Само последните 5 години ја мислам дека некои станови што се купени пред само 5-6 години, нивната вредност е некои 20, 35, 40% повише него ли што вределе пред 5-6 години. Али мислам дека тој тренд ќе има благ пат. Нема да се намали цената на становите, него нема толку брзо да расне, поради тоа што имаме доста станови што се градат во момент, мислам се градели претходно, али мислам дека тоа малце ќе успешно, не значи дека ќе биде така, може но доста е динамична индустријата во Малта, често се менуваат ствари, менуваат големи проекти, доваѓаат странски инвеститори со огромни проекти, со големи инвестиции, па само една голема инвестиција може да го промени пазарот да промени цената, пошто имаме прилика да видиме Mercury Tower, една голема зграда, промени доста во Сент Џулијанс. Просечната цена скокна многу, пошто цените се такви на таа зграда кои што се. И мислам дека само неколку такви големи проекти можат да ја променат цената на деловниот простор или на стабилниот простор. Апсолутно. И така, мислам дека ќе има благо спорување на растот на цените, али ќе видиме како ќе биде. Да. Ти благодарам, да. Може да кажем. Ти благодарам многу за гостувањето во Simple Life. Се надевам дека пријатно се чувствуваше. Да, апсолутно. Да, и на вас исто што не следите и што го следите до крајот нашиот разговор, се надевам дека научивте доста интересни, корисни информации, се советувавте и ќе знаете од прилика што би ве очекувало доколку се решите да купите стан на Малта.